Почитувани, зошто обвинителството ги амнестираше одговорност сите актуелни полициски функционери на ВМРО-ДПМНЕ од неголемата трагедија во историјата на Македонија? Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 62 млади луѓе, а 200 беа повредени. Дали обвинителството ги заштитува од одговорност овие луѓе по наредба на Христијан Мицковски? Зошто Христијан Мицковски лично и директно ја попречува истрагата за Кочани? Дали се плаши дека доколку обвинителството постапи согласно закон, истрагата за пожарот ќе доведе до него? Зошто од истрагата изоставен Томо Донев, кој од несреќата повеќе од година дена е началник за криминалистички работи во Кочани? Дали Донев, како и останатите полициски функционери на ДПМНЕ во Штип и Кочани, е дел од параполициските партиски структури на ВМРО-ДПМНЕ, кои рекетираат и ја минуваат криминал во Источна Македонија? Дали Томо Донев е изоставен затоа само што е член на ВМРО-ДПМНЕ и редовно ги посетува состаноците на партијата во Кочани? Како е можно и покрај сите информации кои ги имала полицијата, службените белешки од полициските службеници, објави на социјалните мрежи дека во дискотеката нелегално се користат пиротехнички материјали, началникот за криминалистички работи кој е надлежен над сите инспектори во Кочани да не одговара за катастрофалниот пропуст на полицијата кој доведе до ситуација во која 62 млади луѓе го изгубија животот, а 200 беа повредени? Како е можно да нема одговорност за полицијата која не одговори како имало нелегална употреба на пиротехнички материјали? Токму Томо Донев е еден од хиерархијата надреден над одсекот во оружјето за експлозиви и опасни материи во Кочани, кој морал по закон да врши надзор над употребата за пиротехнички средства во градот. Дали партијата е пред правдата? Дали личните интереси на Христијан Мицковски се поважни од солзите на мајките во Кочани? Доколку обвинителството ќе молчи пред фактите и доказите кои патуваат на кривична одговорност кај голем број актуелни полициски функционери, СДСМ, како одговорна партија, ама во вистинска смисла на зборот, нема да запре со овој серијал на пресови. Со име и презиме ќе ги именуваме сите оние кои ја завија Македонија во црно. Правда за Кочани мора да има. СДСМ продолжува со серија на пресконференции насловени како вистината за Кочани. Благодарам.